Ние, народот на Македонија, ве повикуваме вас, браќа и сестри македонци, и сите оние кои живеат на ова напатено парче земја, кој од искона до денес се вика Македонија, на организиран отпор против сите оние кои работаат против интересите, здравјето и животите на нашите родители, нашите деца и внуци, а неродените. Ги живееме најтешките моменти на човештвото. Не терат да го заборавиме традиционалниот и конзервативниот начин на живење. И наметнуваат неприродни закони за да ги почитуваме геј заедниците, и наметнуваат некаков си модерен стил на живење во кој поединецот ќе биде управуван од еден светски центар, сакаат семејството како основа на човештвото да не постои, сакаат да избришат религијата, односно да воведат некоја нова светска религија. Сакаат да нема повеќе држави, туку територии кои ќе ги командува светска влада, светски суд, светска милиција и армија. Сакаат да има една единствена валута, само милиарда послушни чипирани жители, контрола врз нивното здравје, движење и живот, и сето тоа командувано само од еден звер кој нашата религија го препознава како антихрист, кој ќе се зацари и седне на председателското столче на Обединетите нации. Не избрка од целата, за да можат полесно да не контролират во градските кошници. Ни ја загадија водата, ја загадија и обработливата земја. Не трујат од воздух со тешки метали, без ГМО храна повеќе човештвото не може да се замисли, не држат по 24 часовна медиумска пресија и страв, секој нов ден створаат разни болести, вируси, бактерии. Не прават зависници од фармацевските производи, сака да не чипираат, контролираат, стерилизираат, сака да направат од нас киборзи, кои ќе живеат во некакво си трансхуманистичко општество, за кое само тие знаат како ќе функционира. Погледнете ги, вашите деца, внуци, ќе забележите страв, немир, чистина и невиност. Ќе забележите како немо барат спас од вас, како родители, кои по законот на природата сте должни да го спасите своето поколение. Видовме дека сме сами. Видовме дека целиот политички свет е застанат на страната на оние кои секојдневно ни го стегат јажето околу вратот. Видовме кои се и што значат медиумите. Видовме како интелектуалната мудро молчи, здравствениот систем се распаѓа, безбедносните сили се изживуваат врз својот народ, судскиот систем ревносно не гони нас кои се бориме за собствените животи. Видовме дека немаме скривалиште, заштита и утеха во нашите црковни храмови, џамии, синагоги. Видовме како духовните лица работат контра верниците. Видовме како не делат, ситнат, свртуваат едни спроти други. Време е сега, сите ние, кои се уште се доживуваме како луѓе, да се сплотиме, соединиме, организираме, да застанеме на патот на правдата, традицијата, семејството, патот на Бог. Време е да се разбудиме и со сите средства да се браниме, ослободиме и гласно извикаме. Ние сме се уште луѓе. Ќе помине и ова и повторно ќе го вратиме животот како што го живееа нашите прадедовци, дедовци, татковци. Слобода!